Уметникот никогаш не може да го исцрпи интересирањето кое му го дава неговата уметност. Во своето бескрајно обраќање кон фантазијата и мечтите. Сосема е разбирливо да се надева на таков степен уметност, на добивање факт со алатките кои ќе му возможат да ги преточи со своите раци во дело сите идеи кои имаат конечен облик во неговите мисли. Секогаш неговите мануелни вештини ќе бидат во мала предност над неговата перцепција. Уметноста во резбата мора да ја исполни интелектуалната функција како толкуваш на сништата и фантазијата во мечтите. Резбата може да се гледа од агол на обична занетчија, која гледа првенствено како извор и средство за екзистенција, или пак може да се гледа како предмет на интелектуално интересирање што се темели на уметноста воопшто. Мерката на секој резбар да успее во еден дел ја одредува неговата природна способност за работа, а позначајниот и поголемиот дел е времето кое ќе го посвети на својата практика. Охрабрувањето доаѓа од таму што резбата е уметност која не предизвикува моментална експресија на генијалност, одбележана со неверојатен талент, туку пред се е уметност која бара признавање на јасна и природна инспирација на нормален и здрав разум. Во таа смисла, резбата е животно дело за секој ентузијаст кој се стреми да го открие бремето на собствениот мал дар и да го направи разбелив на другите, додека во исто време ќе се сочува себе си од збунетоста и извештаченоста што го окружува во секојдневието. Би сакал да во оваа снимка да одедам почит и респект на луѓето што имаат задолжено македонската резба и што имаат оставено длабок сув жик, длабок печат на истата. Пред се на човекот мајстор Стефан Гроздановски од Охрид, кај што го полагав мајсторскиот испит во резбата во 2009 година. Посебен акцент би сакал да ставам на човекот кој ја задолжи многу македонската резба. Истиот тој и опиша во многобројните своји дела што ги има оставено зад себе и се уште сега на 86 години неуморно твори и копа низ македонските дамари, низ македонската почва и настрана од неа. Тоа е доктор Димитар Ќорнаков,
единствен доктор на науки кој има докторирано на македонската, односно на мијачката резба. Друг човек кој би сакал да го потенцирам е еден од живите од првата генерација мајстори корифеи на македонската резба, кој има 93 години, тоа е Димитар Јанков од Охрид, кој до пред 3 години се уште се бавеше со резба, активно. Тој човек имаше опус скоро од 75 години творење и има изработено многу дела за времето на својот плоден живот. Посекако треба да се спомнат и Цветан Николовски, кој сега на 82-3 години, исто така еден од корифеите на македонската резба, кој исто така има задолжено истата, и Љубен Джамбас, исто така од Охрид, кој е од прилика на истите тие години. Исто така би сакал да го спомнам човекот од кого ја учев резбата, мојот драг пријател Зоран Георгиевски, резбар од Штип, кој има оставено траен белег во моето творештво. Би сакал да го спомнам мојот драг пријател Горан Бошков, со кој се надградуваме во нашиот резбарски израз, дружејќи се заедно. Би сакал посекако да ги спомнам и луѓето и додадам почит на Сдруженијето на копаничари на Македонија, седиште од Битола, особено председател Злате Крстевски, кој оваа година, кој Сдружение прави 20 години од неговото основање, значи основано е 1993 година. И со формирањето на тоа Сдружение е возобновена македонската резба, многу млади луѓе се приклучени и преку колонии, преку изложби. Луѓето ги учеле тајните на македонската резба. Мајстор Тоде Велјановски, родом од Велешко Ореше, сега живее во Кисела Вода, кој се уште се бави активно со резба. Он е ученик на еден од корифеите на големата четворка од македонската резба, Славе Атанасовски Крстанче. Исто така би сакал да го спомнам и покојниот Хајри Доко, кој почина пред 3 години на 79 годишна возраст, кој исто така има оставено траен белег во резбата.
Копаничарството е уметност во која целосно се внесува душата на резбачот, традицијата на народот на кој припаѓа, обележјата на времето во кое создава, својата душа ја презентира преку вештината и техниката од своите раце кои го преобликуваат парчето дрво. Љубомир Бесинов е следбеник на традиционалната македонска резба, која е обележена Охридската и Дебарско-мијачката школа. Во неговото творештво се забележани класичните ликовни форми, надополнети со нови уметнички облици или сликовни синтези. Во техничките изведби на резбите обработува разновидна тематика, библиски илустрации, ликови на светители и просветители, како и сликописи од најразлична визуелна фауна и флора. Копаничарот Љубомир Бисинов со чеканот и длетата во рака неуморно, но полека со прецизност ја создава резбата. Инспириран од македонската староградска и сакрална архитектура, создал голем број ликови на светители, иконостаси, предмети, украсни розети, украсни рамки и парчиња мебел. Изработува копаници од ореово дрво во плитка, длабока подкопана резба. За Бисинов злабењето во дрво е искрена љубов, која не може да се занемари и сокрие. Со голема љубов, посветеност и внимание ги изработува неговите дела. Вие сте уметник со долгогодишно искуство кој досега има изработено многу украсни резби. Ке може ли да ми кажете што за вас представува копаничарството? Овака со резбата занимавам околу 16 години, али интензивно, така да може слободно да се помножи тоа со 2, односно тоа што е сработено за овие години. Резбата е начин на живење за мене. Ме преокупира, не е нешто што се работи само преку ден. Цртежите, појдовното нешто што е да се направи за било која резба, дали од помал формат, дали од поголем, изискува многу време. Стално не оди цртањето, додека се креира, додека се направи конструкцијата на било кое дело, така да многу посветеност бара и многу ноќи непроспани. Од каде обично ја црпите инспирацијата за создавање на овие дела? Па овака, како поминаа години, многу информации акумулирани во главата, многу литература, многу изложби посетени, многу сакрални објекти, иконостаси. Сме посетувале и тоа што вреди да се види, тоа што не е баш толку добро, да се направи некоја градација како треба човек да се гради. И после некое време човек почне сам да остава свој белег, свој подпис на тоа што го работи и своја препознатливост. Така да се потекнува човекот од неговиот ум, се мора, целата енергија мора да помине низ него, дали негативна, позитивна, така да сега нема потреба од зиркање било каде у која литература, било кој црташ некој поминат, се што се прави е ново и уникатно и мора така да се исчемре, да изферментира у човекот, додека у творецот, додека да се изработи. Вие негувате традиционалната македонска резба која е обележена Охридско-мијачката школа. За каква резба всушност станува збор? Видите, вака не знам колку е познато на вашата публика. Дебарско-мијачката школа е возобновена 1923 година и тоа од српски скулптор Бранислав Јованчевиќ, кој има творено и живеено во Париз и доаѓа во Дебар. 23-4 година се првите ученици што одат во средно училиште во Дебар. Она си има своја специфика и своја различност, шареноликост во однос на Охридската школа. Повеќе во Дебарската школа од страна на Петре Гарката, еден од нашите корифеи резбарски, ако не и најголемиот, повеќе ја аплицирал скулптуралната резба. Истиот он има учено на Атос од италијански мајстори во Грција, почеток на 18 век. Таму се школувал.
Така да ќе се наврта на Браислав Јованчевиќ, кој потоа се преселува во Охрид, каде и за жал загинува во пожар, 43 година чинам, и тука возобновува и Охридската школа. 53 година, мислам дека и од 1953 година е отворена една прекрасна работилница, која се вика Андон Духов, резбарска, која броела 42 мајстори, помошници и персонал, и е затворена 62-ра. Тие имаат оставено за тие 18-19 години многу голем белег на македонската резба. За жал малце се останати артефакти нивни, но може да се видат у куќата на Касапови, се извинувам, во куќата на Робевци во Охрид, во домот на Арми има прекрасна таваница, у музеј на Македонија има прекрасна градска соба во резба. Значи тоа е микс направен и секој мајстор за себе или секој копаничар, резбар сам си го прави правецот, но основните постулати мора да си постојат. Али понатака не значи дека ако работел Петре Гарката или некој друг мајстор на еден начин, дека мора сите тоа да го, секој си е на свој начин различен. Најчесто вашите дела ги изработувате од ореово дрво. Зошто токму го одбравте ореовото дрво за изработка на делата? Па овака, генерално ореовото дрво го работели старите мајстори кај нас. Значи, најстари дела што постоја се отприлика некако 13 век. Има еден изработен скулптурален Свети Климент, што стои во музеј на Македонија, у фојето. Го имало на нашето поднебје, но тоа не е примарно за да се работи ореовото дрво, затоа што он не е полесен ко материјал да се изработува. Тврдоста, кртоста на дрвото зависи од годишното време. Зимно време знае и до 20-25% дрвото добија на кртост и да треба многу повеќе снага, многу повеќе енергија да се одработи некој сегмент, некој дел, но е благороден затоа што од три страни може да има пристап на него и такви му се годовите негови, за разлика од буката, од дабот, црешата, овдека се работи од три страни и многу убав ефект има, поубаво може да се исполира дрвото, да се направи пластика, што би рекле резбарите стручно. Вие го имате изработено иконостасот во црквата Свети Богородица и Света Петка во Велес. Исто така имате изработено и голем број иконостаси ширум Македонија, во Скопје, во Валандово и во Прилеп. Ке може ли да ми кажете нешто повеќе за таа изработка? Па видите, генерално сон на секој резбар да изработи бар еден иконостас во својот живот. Првата генерација македонски резбари што имаат завршено средно школо резбарско во Охрид, под палката на Браислав Јованчевиќ, живееле, биле многу плодни, имале некој од нив опус дури по 70 години, работен век, но времето било такво кога неимарството не било присутно, не се градело. Поготово знаете сигурно дека во времето на социјализмот ретко се градеа цркви. Некој време не смееме ни да одиме да се крстиме, се било скришно правено, и јас сум тока крстен скришно. Али ете, доживеело после осамостојањето на Македонија, доживеало некоја ренесанса, градењето на цркви, а со тоа и ние кои го живееме во време сега, ни се дало шанса да оставиме белег, да се направат некои иконостаси што ќе останат век и пол, два после нашето немање. Дали може би иконостасите се и ваш предизвик за работа? Овака, ако ќе направите неколку иконостаса, веќе не знам дали е тоа предизвик, повеќе го доживувате ко обврска, ко работна задача. Предизвикот доека првиот. Трепетот е првиот доека се изработи. А после тоа инвентивноста е во правењето на нови цртви, затоа што сите со различни архитектонска поставеност, не сите иста димензија, наново треба се решаваат. Некдека повеќе се даваш, зависи од нарачателот, како сака. И така, има работи што се предизвик,
не би сакал да говорам сега што не се направени, али матичното не го спомнав исто така за венчавање кој што ги изработивме пред 10 години од страна на општина Велес беше масата и 6 столици и 2 жардинери. Тие се капитални дела, инаку мануелни поситни работи и резби од А4 формат па натаму има доста изработено, сигурно преку 400. Дали изработката на оваа украсна резба бара многу труд и работа? Па предпоставувам кој секоја работа бара многу посветеност пред се. Многу луѓе вика за ова треба сигурно живци. И јас велам тогаш еве идлетата, ако мислиш дека со живци се прави, во ред пробај. Значи не се само живците. Првен треба човек да си го носи оној уметнички дар. Што би рекол нашиот корифеј од драмава, од глумиштето, Џумерко, да му пее пилето. Значи, ако не му пие пилето, џабе. Другото се е мануелна работа и многу труд, многу посветеност на истата. И прашање перцепцијата на самиот човек, на самиот автор, било која сфера да е, дали од уметноста или општо од животот, колку енергија ќе даде на, колку и се крене самиот летвичката, да знае да се црпи со секоја наредна работа, се повеќе и повеќе, да се дава себе си, за да остави поголем белег. Има една мисла, во овој контекст би сакал да спомнам, ако не е спремен да оди до крајот, тога зошто оди воопште? Значи, јас себе си не се доживам како просечен во оваа работа и не сакам просечно да се занимавам со резбата. Сакам малку надпросечно да се креам летвичката. Бидејќи важите за еден доста значаен уметник, дали можеби занаетот веќе го пренесувате на идните генерации? Во контекст на занаетот сакам мала една дигресија дека секоја работа е занает. Ке грото од нашиот народ и општо се смета резбата како занает, како да е тоа е уметнички занает, како секоја работа што има занает и хирургијата и адвокатурата, се е занает. Јас за среќа имав едно младо дете што дојде во 7 оделение на своји 12-13 години во работилницата и веќе тука скоро 10 години, Филип Спирковски. Така да он зрееше овдека и како мајстор. Сега брзо во декември полагаше во Охрид за мајсторско звание во Работнички универзитет. Бевме заедно кај мајстор Степчо Гроздановски. Мислам дека сите мои неостварени цртежи кои ги има во огромна количина, што се направени, стојат во уникати и не се изработени, а и други работи, дека он ќе ги реализира понатакај. Инаку е Филип дел од скоро сите работи што сме ги работели, поголеми и помали, учествувал во нивна реализација. Дали да спомнам за колонијата сега што ќе прават или не покасно? Во тој контекст би сакал да се надоврзам и дека во однос на новите генерации би сакал со голема успешност да се реализира проектот кој Филип како председател на Младинскиот совет при општина Велес аплицираше за одредени средства да се направи колонија за почетници или за деца што имаат малце хват во куќата на Касапови. Тоа ќе биде летна колонија. Ставувам дека ќе биде после завршување на летниот распуст. Затоа накладно он самиот сигурно ќе има некој прес и ќе се изјасни, али во текст се некои подготовки во контекст на тоа да се надам дека и вие ќе бидете присутни таму ко К1 телевизија, да на лице место ги снимите тие што доаѓаат. Дали може да им откриете на гледачите на К1 телевизија што изработувате во моментов? Во моментов изработуваме некои делови од црковен мебел за црквата Света Петка во Кавадарци. Работеме 5 целивални, владичин трон, певница. Сега изработуваме вратите што се на иконостасот за влез у просхомидијата и ѓакониконот. Се надевам дека ќе ги видите на социјалните мрежи, ќе бидат прекрасни вратите, стварно
со цртана икона една на архангелите ќе има лево и десно, а другото ќе биде апlicirано во резба. Неговата работилница представува втор дом. Таму може да се сретнат и извонредни дела изработени со голема љубов и прецизност. Пред се изработката на иконостасите, каде што за секој копаничар представува голема чест, бидејќи на тој начин остава свој печат во времето. Љубомир Бисинов важи за еден врвен уметник, кој во својата изработка вложува максимално внимание, трпение и голема љубов. Од неговите раце досега се изработени преку 400 украсни резби во разновидна форма и големина. Долги години тој беше и раководител на копаничарскиот дел на сликарско-копаничарската колонија, па прадишки мајстори од 2005 година. Неговите копаници, освен во Република Македонија, може да се пронидат уште во Хрватска, Србија и Црна Гора, Франција и Грција.